Добро вечер со топ тема на ваша страна. Колку ВМРО, ДПМН и ДУИ се држат до своите политички платформи и позиции додека договараат ново владино коалицирање. Дали во меѓупартиските договори ветувањата кои тие им ги даваат на своите гласачи пред изборите се забораваат и се водат од други интереси. На што почива нивниот политички брак? Истражуваме како се делат буџетите и парите од јавните претпријатија. Дали тендерите се поделени по партиска основа? Во топ тема на ваша страна дискутираат Слагјана Тасева и Насер Селмани, секако и за весте на денот, затоа што специјалното јавно обвинителство се откажа од предметот пуч. Какви се реакциите? Директно во топ тема на ваша страна го вклучуваме и адвокатот Александар Тортевски. Затоа останете со нас. Еве како што најавив, оваа дебата ќе биде повеќе во исчекување на создавањето на новата влада, меѓутоа веста на денов беше тоа дека специјалното јавно обвинителство се откажа од случајот пуч. Овој случај беше превземен од јавното обвинителство, односно обвинителството за организиран криминал. Во топ тема на ваша страна го вклучувам адвокатот Александар Тортевски со коментар околу одлуката на специјалното јавно обвинителство. Тортевски, како вие ова го коментирате? За мене ова е еден нормален развој на настаните од причина што специјалното јавно обвинителство го наследи овој предмет, односно го доби од обвинителството на Марко Зврлевски и овој предмет не почива на сознанија кои што специјалното јавно обвинителство ги има добиено во собствената работа. Обврска е на секој државен орган, особено на јавното обвинителство, било кое независно, да имаат единствен став за одредена ситуација во било кој предмет. Така што во случајот се појавува единствено спорно прашање кој прислушкувал и како прислушкувал и врз основа на чиј налог прислушкувал. Ова прашање се повторува во случајот пуч и се повторува во случаите тврдина и останати предмети од надлежност на специјалното јавно обвинителство. Така што не може специјалното јавно обвинителство во еден предмет, во случајот пуч, да држи теза дека прислушкувањето го вршила странска служба со жолти комбиња и по налог на странски држави, а во другите предмети да има теза дека прислушкувањето е вршено од УБК по налог на поранешни високи државни функционери. Тоа е основната причина за оваа одлука и јас мислам дека е сосема на место и сосема исправна, затоа што би било глупо и смешно и практично во спротивност на правната логика во еден предмет да се држи една теза, во друг предмет да се држи друга теза. И мислам дека одлуката е апсолутно на место. Тортевски, дали би можело случајот да се отвори повторно, еве сега да речеме да го отвори обвинителството за организиран криминал или основното обвинителство, може ли такво нешто да се случи? Правно гледано. Се надевам дека Тортевски слушнаш. Не ја слушам. Да, ако не ме слушате, добро, ќе го повторам прашањето, дали правно може да се реотвори случајот, односно да се отвори повторно за организиран криминал обвинителството или основното обвинителство, дали тоа може да се случи? По завршувањето на мандатот на СЈО. Очигледно имаме проблем со врската и со тоа дека не може да ме слушне адвокатот Тортевски. Доколку има дополнителен коментар, јас би замолила колегите да го информираат, да го даде тој дополнителен коментар
и да го завршиме овој разговор. Тортевски? Тортевски, дали ме слушате? Дали може повторно правно да се отвори овој случај од друго обвинителство кога ќе заврши мандатот на СЈО? Па, одлуката, да, имало во праксата случаи кога после одлука за откажување од кривичен прогон во некој следен состав јавно обвинителство подосна да отвори постапки, бидејќи ова е јавна обвинителска одлука, меѓутоа овој пат ќе треба и судот сега да донесе одбивателна пресуда, така што јас мислам дека ова веќе ќе доведе до ситуација да се работи за рес јудиката. Дали, ако се слушам, имам уште едно прашање. Спогодбата со Звонко Костовски, кој наводно призна и се спогоди за 3 години затвор, сега таа останува да виси. Како таа спогодба ќе се работи во правната пракса? Има барање за заштита на законитоста до Врховниот суд токму за таа спогодба. До каде е таа постапка и што може да се смени? Ова е навистина интересен дел од целата постапка. Па, релативно е нов нашиот закон сега за кривична постапка. Има доста нерешени прашања, така што меѓутоа за мене е јасно дека во овој случај по одлуката на СЈО за повлекување на обвинението во случајот Пуч, во случајот на лице кое што признало вина, сметам дека се исполнети условите за покренување на воредни правни лекови. Значи, одбраната треба да покрене постапка за повторување на постапката врз основа на нов доказ, прибавен, односно настанат подоцна, а исто така мислам дека и СЈО има обврска да ја продолжи постапката за заштита на законитоста. Ви благодарам многу што бевте дел од топ тема на ваша страна и ви благодарам за вашето мислење околу одлуката на специјалното јавно обвинителство да се откаже од предметот Пуч. Благодарам, Тортевски. Имаше и коментар од ВМРО ДПМН денеска дека Катица Јанева донела срамна и безобразна одлука да го спаси Зоран Заев, вака ова е само дел од соопштението. Истото прашање и за моите гости што ги најави во студиото. Добро вечер уште еднаш за Слагена Тасева и за Наср Селмани. Тасева, како вие ја коментирате оваа одлука? Може би не сега од правен аспект, меѓутоа еве како јавност и како човек што ги анализира состојбите во Македонија, очекувавте ли вакво нешто? Правно слушнавме, меѓутоа еве и ние знаевме дека во различни постапки различни докази имаше во однос на тоа. Правно повторно во кривичната постапка се води против определени лица поради постоење на сомневање или основи за сомневање или основани сомненија дека сториле одредени действија кои што прават елементи на некој кривично дело. Во случајов, специјалното јавно обвинителство се откажа од водење на постапката против овие обвинети лица. Значи, тие секако дека и понатаму ќе истражуваат, како што велат и самите, или како што веќе кажавме, дека постојат и други случаи во врска со истата работа и за кои се користат дури и истите докази и во кои се појавуваат и други лица кои што можат да бидат осомничени, доколку и дури и да биде покренато обвинение против нив. За да може полесно да ја работи целата работа, специјалното јавно обвинителство со право, доколку немале докази кои што ќе го подкрепат ова обвинение, нормално е да се откажат од ова обвинение. Тоа значи дека се откажале од обвинението против овие лица. Меѓутоа, тие и понатаму продолжуваат со работењето да го расчистат случајот за да се утврди кој прислушкувал и како и зошто. Значи, нивната работа на оваа тема се уште продолжува. Колега Селмани, очекувавте ли вакво нешто? Од друга страна, еве веќе кажав што се соопшти денеска ВМРО ДПМН во однос на тоа дека Јанева ги штити Зоран Заев и Верушевски. Овој случај сам по себе беше случај кој навистина донесе различни импликации и политички
и цело време е она за што најмногу приметби даваше ВМРО ДПМН во однос на односот на специјалното обвинителство кон овој случај? Лично за мене тоа е очекувана одлука. Секој сериозен обвинител соочен со такви докази не може да се бламира да оди на суд со непостоечки докази. Мислам дека овој предмет досегашната власт го искористи да на некој начин да се изземе од одговорноста или во најмала рака да ја префрли одговорноста за прислушувањето во Македонија врз опозицијата, што очигледно, знаете како кога вие правите политичка монтировка, вие лесно можете да направите сценарио за научно-фантастичен филм, меѓутоа кога ќе треба тоа да изгледа на издржано обвинение за да одите на суд, тоа малку иде потешко. Мислам дека ова е добар развој на настаните и мислам дека како што и целата македонска јавност знае, ние точно знаеме кој прислушувал и мислам дека постапката на специјалното јавно обвинителство ќе го потврди тоа дека во Македонија прислушувал власта и мислам дека би било навистина наивно наша страна да веруваме на жолтите комбиња, на некакви странски служби, затоа што таква обемна операција на прислушување на масовен број на граѓани во Македонија може да го изведе само домашна разузнавачка служба која има и технички средства, и луѓе, и мислам дека ова е добар развој на настаните и мислам дека, знаете како, ова на некој начин се растеретува господинот Заев од таа на тема што се обидуваше да ја фрли власта врз него и мислам дека тоа ќе му послужи во престојните разговори за формирање на владата. Мислам дека оваа одлука, ја не велам дека тоа има поврзаност одлуката на СЈО со процесот на формирање на владата, но несомнено ги ја подобрува позицијата на Заев. Добро, секако останува на СЈО да ги тера предметите кои се поврзани со прислушкувањето, како што се тврди, и уништувањето на опремата за прислушкување и слично. Дури ја мислам дека не само пуч, него мислам дека и предметот шпион е поврзан со прислушување, затоа што власта тогаш сакаше некако да го на некој начин да го претекне, пошто беа свесни дека добар дел на докази веќе им отишле од рака и веќе јавноста ќе биде информирана за дека има прислушување во Македонија и тие сака на некој начин да ги претекнат тие прислушувани разговори, да покажат пред јавноста, еве ние ги фативме, еве кои се луѓето кои што прислушуваат, не дека високи функционери во МВР по налог на владини премиерот и министерот за внатрешни работи дека прислушуваат. Мислам дека специјалното обвинителство сериозно повторно треба сериозно да го разгледа и случајот шпион, затоа што има доста индикации кои што наведуваат дека овие работи се поврзани една со друга. Она што е камен на сопнување и помеѓу идните, или ќе видиме дали ќе бидат идни партнери, а досегашни ВМРО ДПМН и ДУИ, е токму специјалното јавно обвинителство и нивната работа. Дали тоа ќе престане или ќе продолжи. Тоа е еден од условите. Дури и СЈО, ако вака се откаже од случајот, слушнавме и од Тортевски дека може па да го превземе друго обвинителство понатака тој случај или да го реотвори. Дали сметате дека позицијата на СЈО директно, значи, зависи од политиката за цело ова време и сега се ставени во една ситуација нивната судбина да се реши во едни политички преговори? Да, секако треба политички преговори за иднината на специјалното јавно обвинителство. Затоа што и формирањето на специјалното јавно обвинителство е резултат на политичка одлука, на политички договор. Кога се донесе законот, исто така е резултат на политичка одлука да се донесе закон, односно да се донесе таков закон, каков што е. Доколку законот беше подобро осмислен на време, сега немаше да има потреба од ваков тип на преговори. Проблемот е во тоа што во законот е утврден рокот, до кога ќе постои специјалното јавно обвинителство и до кога може да постапува и што после, откако ќе заврши нивниот мандат, што ќе се случува потоа со предметите, односно дека треба да се затворат.
Затоа се потребни овие разговори и преговори. Затоа реков неопходна е политичка одлука и политички договор за судбината на специјалното јавно обвинителство, односно за продолжување на нивната работа, затоа што се покажа дека е неопходно да биде продолжен нивниот мандат, пред се заради фактите, заради состојбата на несоработка од страна на другите институции со специјалното јавно обвинителство, кои што постојано гледаме се соочуваат со различни пречки и обструкции, за да не можат да покренат обвиненија за случаите за да, и дури на кои суд што која се работат. појавија вчера имаше дека не може да се дешифрираат, да отвори. Затоа велам, постојано тие се изложени на обструкции. Тие обструкции и пречки се прават намерно за да се одолговлекува во постапувањето, за да се постигне тоа, за да во рокот кој што е даден со законот 18 месеци, да тие не можат всушност да стигнат до се што треба да спроведат како действија, да направат обвинение. Тоа е една тактика која што се применуваше постојано и за да може да се излезе од тоа, да се овозможи специјалното јавно обвинителство да одговори на сите овие дилеми, кој прислушкувал и како и зошто, и се она да се истражат сите оние индиции кои што ги слушнавме во разговорите, кои што патуваат на тоа дека се сторени кривични дела, за тоа е потребно многу време и продолжување на мандатот, и затоа ова секако ќе биде дел не само од овие политички преговори сега меѓу ВМРО и ДУИ, него ќе биде дел и од некои други политички преговори и доколку некој друг ги води. ДУИ го постави условот, од друга страна ДУИ пред изборите, додека траеше коалицијата со ВМРО ДПМН, играше чудно, токму кога беше во прашање и специјалното обвинителство. Имавме ситуации кога не го гласа законот за заштитен сведок да се направат измени и тоа да се однесува на СЈО. Имавме ситуации кога тие бе иницијатори, дали ние новинарите ќе пуштаме бомби, дали нема да пуштаме, па ќе се забранува со декрет. Значи, индиректно или еден ден велеа дека ќе го поддржат специјалното обвинителство, за да другиот ден во парламентот направат сосема поинаква одлука и да бидат усогласени со ВМРО ДПМН. Колку мислите дека ДУИ ќе мора да истрае овој пат, и ако го поставила како услов СЈО, навистина да остане за тоа дека мора да остане работата на СЈО? Некако јас лично немам доверба во она што ќе го каже заради бекграундот од минатото. Јас се согласувам со вас, со вашите констатации за однесувањето на ДУИ пред изборите, меѓутоа сега имаме нов момент за тоа што изборните резултати веќе дават една нова политичка ситуација врз која ДУИ ќе треба да донесува поинакви одлуки. Мислам дека ДУИ не очекуваше дека резултатот на македонските партии ќе биде така изедначен, што е нов момент во ситуацијата. И второ, преполовувањето на нивниот мандат. Тие практично претрпа еден сериозен удар на овие избори. Мислам дека сакам да верувам дека ДУИ ќе се однесува посериозно, не заради нас, не заради државата, не заради албанците или не знам. Туку пред се ќе бидат принудени на тоа, ако сакат на следните локални избори да доживуваат уште поголем дебакл, и дури ја мислам дека ако си го дозволат тоа, мислам дека ќе се извршат самоубиство. Мислам дека сега во овој момент ја не би го толку обвинувал ДУИ, колку што мислам дека би очекувал поголема политичка активност на опозицијата, без разлика што председателот на државата му даде мандат на лидерот на да ќе го дискутираме. Мислам дека СДСМ треба да ги охрабри тие структури во ДУИ што се расположени да го раскинат условно бракот со ВМРО. Такви луѓе има доста и мислам дека тој момент треба да се искористи. Меѓутоа тој брак ќе видиме и низ прилозите дека се кувал долго време и дека бил брак во кој што имало остапки и од едната друга страна и имало цврсти основи. Мислам дека луѓето, структурите кои што се
да се раскине овој брак се во мнозинство во ДУИ. Мислам дека тоа треба да се СДСМ треба да знае да го искористи. Да, меѓутоа прашањето е колку ВМРО ДПМН има ситуација во која што може нешто да прифати или да не прифати. ВМРО дефинитивно не може сам да направи влада и клучот му е во ДУИ. Па како на ДУИ дише во врат беса за следниве локални избори, ВМРО ДПМН првпат се соочи со губење на многу мандати и само 2 разлика со СДСМ. Дали ВМРО ДПМН може да си дозволи да ги прифати условите на ДУИ во ситуација кога играше на една карта национална во кампањата дека не сме да дозволи двојазичност и вели недозволувам двојазичност и дека апсолутно дека е трн во око за нив секогаш специјалното јавно обвинителство? Тоа прашање постојано лебди. Дали некој може, не само ВМРО, да си дозволи да ги прифати барањата на платформата? Затоа што тие барања се многу јасни, прецизни и се тешки и за ВМРО и верувам ќе бидат тешки и за другите, и за опозицијата доколку дојде ред таа да преговара за тоа. ВМРО на изборите играше на таа карта. Национализам, повеќе искажување на ставови на децидно дека нема да се дозволат одредени работи, кои што се сега експлицитно наведени во платформата. И исто така, многу јасен е нивниот став кон специјалното јавно обвинителство. Тие, според нивните гласачи, верувам дека не би можеле да се согласат со овие барања од платформата. Тоа би било спротивно на се она што одеше како програма, која што ја презентираа за време на предизборието. Меѓутоа, сега кога се во ваква ситуација, ние знаеме дека политиката е прагма. Тие секогаш гледаат да најдат решение кое што е за нив добро, кое што на нив ќе им одговара. Доколку успеат, не е исклучено и ДУИ да отстапи од барањето за специјалното јавно обвинителство. Зависи што ќе се стави на маса и што ќе биде понудено како влог и што ќе биде препознаено како приоритет. Тука сега во оваа ситуација, кога знаеме дека едните и другите се заинтересирани да останат на власт, а уште повеќе се заинтересирани заедно да останат на власт. И ради многу работи кои што ги слушнавме, ради контролата која што ја имаат воспоставено над институциите, начинот на кој што владеат, целата инсталација што ја направија во сите институции, тие се многу заинтересирани да останат заедно на власт. Меѓутоа, крупен камен на сопнување тука е специјалното јавно обвинителство и мислам дека според сите мои согледувања, мислам дека ДУИ нема да се откаже од тоа, затоа што па тоа беше многу јак аргумент во време на нивната изборна кампања и пред нивните гласачи. Сите други работи од таа платформа, прашање е, еве, и да се проблемот кај ВМРО е што не може ни декларативно да се согласи. Иако јас се сомневам дека дел од тие барања воопшто можат во пракса да се реализираат, кога знаеме дека за дел од нив се потребни 2/3 во собранието. А тоа го нема во моментов. Она што вие го начнавте е дека треба да искористи СДСМ ситуацијава. Меѓутоа тие молчат и очигледно чекаат валцерот да го изиграат ВМРО ДПМН и ДУИ. Мислам дека СДСМ не треба да чека. Не треба да влезат во играта на претседателот кој што очигледно е инструментализиран тотално од ВМРО ДПМН и ја игра нивната игра. Мислам дека за да извлечат земјата од ова политичка партиска игра, СДСМ треба да бидат поактивни. Мислам дека што можат оние да направат во моментот додека ВМРО се обидува да формира, да обезбеди мнозинство, тие можат да им придат на другите партии Беса ДУИ, дури и ДУИ. Мислам дека без ДУИ во Македонија промената е речиси неможна. Добро, и бројките и математиката покажува дека не може. Да, бројките се такви. Ако сакаме во Македонија да пензионираме една политичка, неодговорна политичка гарнитура за која постојат сериозни индици дека се вмешани во корупцијски скандали, во рушење на правниот поредок на земјата, масовно кршење на човекови прави и слободи, мислам дека тоа не може да се случи без ДУИ.
Но тоа не значи дека ако ДУИ влезе во коалиција со СДСМ дека ќе треба да се амнестираат луѓето од ДУИ кои што учествувале во овие корупцијски скандали. Секако дека тие треба да одговарат. Мислам дека она што сега може да го направи СДСМ е да им приде на албанските партии да се обиде да обезбеди 61 пратеник и да го извести председателот Иванов дека веќе е обезбедено мнозинството и дека не треба да губи време со Никола Груевски, туку мандатот треба да го додели на господинот Заев. Барањата на ДУИ се едни и за едните и за другите исти, тоа. Да, мислам дека тоа е прашањето. Мислам дека сега СДСМ има, мислам дека ова ќе биде не знам дали некоја друга македонска партија во иднина ќе биде во позиција да направи огромна пресвртница во Македонија. Да, затоа што знаете како, искрено ја да ви кажам, ја не можев пред избори да кажам дека ќе гласам за СДСМ и тоа сум го кажал јавно. Меѓутоа некои албанци очигледно покажаа поголема политичка прагма и политичка зрелост и од мене и од многу луѓе кои што се прават паметни во оваа земја. Тие албанци кои што во интерес на иднината на оваа земја, покажување на некоја, не знам, некоја добра волја, ова земја да се извлече од овој ќорсокак, се одлучија да гласат за СДСМ. Мислам дека СДСМ треба тој глас да го негува, ако знае да го негува тој глас. Јас ви гарантирам дека на следните избори тие гласови од албанците ќе се дуплираат. Затоа што веќе албанците верувам дека се изморени од реториката на албанските партии кои што на избори ветуваат едно, а после кога седнуваат на маса со политичките партии на македонските партии има сосема други приоритети. Мислам дека ја лично сметам дека во таа политичка платформа нема ништо страшно, ако седне да се анализираат тие барања. 80% од тие барања немаат етнички карактер. Друго е што незрелноста и глупоста на албанските партии кои што на тие прашања им дават, непотребно им дават етнички карактер. Мислам дека единствено останува прашањето околу официализацијата на албанскиот јазик. Мислам дека знам дека за СДСМ тоа нема да биде лесно, меѓутоа СДСМ и покрај тоа што нема 2/3 во собранието гласови за да помине таа измена, затоа што тоа барање не може да се реализира без гласовите и на ВМРО, мислам дека треба да има поинаков став од ВМРО. Кога сме веќе кај овие прашања, едно подсетување од нашите репортери од Топ тема на ваша страна, како до сега ги договараа политичките моменти ВМРО, ДПМН и ДУИ, и токму прашањето за законот за јазиците се донесе во 2008 во нивна коалиција, законот за амнестија се донесе во нивно време, се постави министер за одбрана во нивно време, албанец. Да, ама видите, прашањето за амнестијата, тоа не е прашање која ги засега албанците. Прашањето за амнестија го засегаше лично лидерот на ДУИ. Сакам да кажам дека ВМРО беше во позиција да не прифаќа, па на крај слушнавме од бомбите кога дел од министрите еве Ставровски викаше не сакам да гласам, ама гласа. Од политичка прагма ВМРО направи добро што го амнестираше Али Ахмети од случаите. Зборам од политички аспект, не зборам за интересите на земјата, во интерес на некој начин да се расветли тоа што не се случи во 2001 година. Зборам за чиста политичка партнер со кој што можеше да ги договара сите работи. Ја мислам дека тука го скрши Али Ахмети после таа амнестија човекот тотално го инструментализира за интересите. За да можеме да дискутираме повеќе, предлагам да го видиме прилогот на Јулијана Пешевска, која го обработи делот на тоа за што се спорија, а што се договорија ВМРО, ДПМН и ДУИ во изминатиот период на нивната коалиција. 8 години заедно, верност и омраза, високи идеали и длабоки џебови, од време на време меѓуетнички тензии и судири, афери и случаи поврзани со безбедносните служби, патриотски манири. Политичкиот брак функционира, но со взаемна корист.
Пред неколку години речиси беше невозможно да се замисли дека лутите политички ривали толку долго и добро ќе соработуваат. ВМРО-ДПМН најавуваше дека никогаш нема да формира влада со терористи. Антонио Милошовски ја споредуваше дуи со терористичката Хезболах. Владко Ѓорчев не пропушташе прилика да каже од каде произлезе оваа партија. Ниту ВМРО-ДПМН, ниту Социјалдемократскиот сојуз ке прави коалиција со партијата на злосторникот Ахмети. Во 2002 година командантот на ОНА Али Ахмети ја симна војничката униформа и седна во собраниските клупи. Неговата партија победи на изборите и влезе во коалиција со СДСМ. 2006 година на парламентарните избори мандатот го доби ВМРО-ДПМН, но Груевски одби да формира влада со нив и во својата коалиција го вклучи својот традиционален партнер ДП, која беше втората партија на албанците со најмногу освоени гласови. Ахмети тогаш се закани дека доколку не стане дел од власта, ќе земе пушка и повторно ќе оди во планина, алудирајќи на ОНА. 2 години подоцна работите се сменија. Се воспостави принципот да коалицираат победник со победник. Ахмети преку мајскиот договор му ја испорача фактурата на Груевски. Нов закон за употреба на јазиците, социјално и материјално обезбедување на борците од поранешната ОНА, признавање на Косово. Сите овие барања се реализираа во 2008 година. Викиликс и официјално го објави предизборниот договор меѓу Груевски и Ахмети. Албанскиот јазик стана службен во сите единици на локалната самоуправа каде живеат најмалку 20% од популацијата што го говори. Тој се употребува во сите државни институции, собранието, министерствата, судството, изборниот процес, образованието, матичната евиденција, економијата, финансиите, културата. Се ниже и остваруваната мощните барања на ДУИ. 2011 година собранието изгласа амнестија за хашките случаи. Овие предмети навистина стојат како дамаков мач за сите граѓани во Република Македонија и се пречка евентуално за воспоставување на меѓучовечки односи. Овде сакаме ние да ја закопаме вистината, да ја закопаме душата на македонец. Не е ова предавници, туку мир во куќа да се направи. Се договорија и албанец да стане министер за одбрана, а именувањето на Фатмир Бесими иронично беше соопштено од Груевски. Прислушуваниот разговор го објави СДСМ. Ахмети констатираше дека после 108 години албанците го имаат одбрана. После Крушевската република. Одбрана, а после Крушевската република имаат одбрана. Да, прв пат после Крушевската република албанците го добива одбрана. И таа мојака за пијарка и неговите мојака. Да. Но откако седна во министерската фотелја се случи слупчане. Придружуван од армиска делегација Бесими се поклони пред споменикот на загинатите од ОНА. Одговорност од него никој не побара. Никому не му сметаше што подоцна неговото место го зазема Талат Џафери, познат како командант Форина. Тој беше поранешен висок функционер во АРМ кој на денот кога извршен масакрот кај Вејце беше дежурен командант во касарната во Тетово. Неколку денови подоцна дезертираше и премина во ОНА. Токму тој Џафери беше најголемиот противник на законот за македонските бранители, кој никогаш не го доби зеленото светло во собранието. Џафери непрекинато говореше со денови на собраниските комисии, читаше поезија од Ацо Шопов, а потоа со часови молчеше и тоа мораше да го следат сите членови на комисијата. За време на владењето на ВМРО-ДПМН и ДУИ се случија меѓуетничките тензии на Кале и во Бутел. Судирите на Кале беа исценирани поради градба на црква музеј. Се судрија две групи, македонци и албанци. Првоосомничен во инцидентот беше Артан Груби, сега пратеник и шеф на кабинетот на Али Ахмети. Своја улога имаше и заменик министерот за внатрешни работи Џевад Бучи кој им симнуваше лисици на приведените. И овој пат никој од никого не побара одговорност. Слична беше и ситуацијата во Бутел. Протести контра протести. Функционери на ДУИ прероќуваа во шатори. По неколкудневна тензија сите се повлекоа. Коалицијските партнери постигнаа договор да се стопира изградбата на крстот. ВМРО-ДПМН и ДУИ ја кроја капата и на судството. Нивниот тамин беше клучен за изборот на судии, наши и ваши. Што правиш, Муса? Како си? Се карам со пријателиве. Со кои пријатели? Па сите моиве од ДУИ. Проблеми секаде. Вие? Каменот, знаеш од каде доаѓа? Од близко, не доаѓа од далеку.
Каменот? Да, знаеш Па така било. Во 2014 година Ахмети повторно се закани. Доколку Дуи не стане дел од владата, ќе има нестабилност во Македонија. Интегративците го предизвикаа распуштањето на собранието. Повторно се договорија со ВМРО ДПМН. Во меѓувреме тече вработување по рамковен договор. На работа не одеа, плата земаа, тендери се делеа, се договори Универзитетот Мајка Тереза. 3 години подосна ситуацијата е иста како пред 8 години. Повторно истите играчи на сцена, но овој пат со голема предпазливост. Ќе успеат ли да го сочуваат политичкиот брак? Притисокот е голем, особено по објавувањето на прислушуваните материјали во кои се споменува корупција, криминал и изборни измами. Ахмети призна дека овој пат е играч. Јас сум во играта, не седам на трибини, не сум навивач, туку играч. Идната недела е клучна за состав на владата. Останува неизвестно дали Дуи ќе седне на маса со довчерашниот коалицијски партнер кому му испорача услови за преговори. Албанскиот јазик да стане официјален и да се продолжи мандатот на СЈО, или пак ќе одлучи преговори воопшто да нема с оглед на фактот што ВМРО ДПМН јасно им стави на знање дека нивните услови за нив се неприфатливи. Ете, видовме на што почиваше политичкиот брак. Она што не го видов и го немаме во архивите е тоа што всушност отстапуваше Дуи. ВМРО ДПМН колку и да велеше дека е национална партија, се грижи за националните интереси, кога ќе дојдеа барањата за кои што претходно веројатно на маса се договарале во претходните политички договори, ВМРО ги испорача. Меѓутоа, она што не видовме е кои беа отстапките на Дуи. Што беше клучно според вас за Дуи за да остане во коалицијата? Бизнис интерес, поделбата на власта и по друг основ или едноставно со ВМРО си ги поделија по различни арчини и териториите, зборувам, предпријатијата и политиката? Мислам дека они тука постапија како што постапуваат организиран криминални групи, ќе го кажам баш така. Си ги поделија териториите. Јас ќе делувам во оваа сфера, во оваа област, овде, ти ќе работиш тука, едни со други нема да си пречиме. И беа многу срекни во тој договор. Дуи направи, воопшто не се побунија за се она што се случуваше. Ние го гледавме Скопје 2014 кој што проект почна со тоа да одлуката за градење на капитален објект, монументален споменик на воинот, не се донесе во собрание, затоа што требаше да се избегне потребата да гласаат албанците за тоа. Таа одлука се донесе на ниво на градот Скопје, кај што немаше потреба од таков тип на од тука. И тогаш не се побунија. И огромни пари се трошеа и се извлекуваа преку тој проект. И ниту еднаш, Дуи, освен еден момент, рекоа дајте барем еден-два споменици, кои што дури сега на крајот беа поставени и пак имаше грешки, проблеми и така натаму. Тие, од друга страна, си го добија својот дел. Си добија ресорни министерства, министри, кои што беа и влијателни, кои што има и средства и буџети на располагање, добија цел ресор и вице-премиерско место и можност да вработуваат луѓе по основа на Охридскиот договор. Тоа беа тие луѓе кои што воопшто не ги прашуваше никој ни за критериуми, ни за мерит систем, нити па требаше да им бидат обезбедени работни места, односно столче каде да седнат на работа. Со тоа се задоволуваа барањата на гласачите, на луѓето кои што треба да гласаат утре, кои што треба да добијат по еден вработен од секое семејство, а настрана работата, она што го гледавме, официјално има институции кои што од плата им симнуваат на луѓето, нивните сметководители уплаќаат средства за партијата, наводно да не оди секој сам да плаќа чланарина, па тоа благајникот од фирмата. А друго е што знаеме дека дел од тие што добија такви работни места и самите мораат да уплаќаат или редовно да даваат пари за партиите. Значи секој си го доби својот дел од колачот, кога збориме за тоа, збориме за состојбата, за буџетот, за имотот, за парите. И многу нелегални работи кои што самите дозволуваат да го прават и да носат нелегални одлуки и никој никого да не го
чепка. Тоа е само во тој дел кога зборуваме за бизнис интересот и настрана или дополнително што ДУИ успеа сите овие барања кои што политички му ги испорача на ВМРО да исто така и да си ги реализира, да си ги добие, така да ДУИ всушност успеа да направи многу во овој период на коалицирање со ВМРО. Она што не се плаши ДУИ очигледно е специјалното јавно обвинителство кое веќе кажавме, отвори случаи, меѓутоа нема отворено случаи за функционер на ДУИ. Од друга страна, еве Тасева нас спомна како се одвивала коалицијата од еден бизнис аспект, а во предизборието беше нарекувана и тендер коалиција, бизнис коалиција, иако Ахмети токму во ова студио кога го прашав за такво нешто, тој нормално дека негираше ке ДУИ дали ќе се реши да го прекине тој систем? Мислам дека клучен момент во односите меѓу зближувањето на односите меѓу ВМРО и ДУИ е амнестијата. Практично ДУИ си го покажа вистинското лице, дека не е партија која толку се грижи за интересите на албанците, туку единствено што води за што води сметка е кожата на нивното политичко водство и можноста тоа водство да приграби нешто од заедничката корупција со македонската партија. Значи ВМРО му понуди на Ахмети тоа што не можеше да го одбие. Понуди амнестија да не биде прогонет за убиството на цивили за време на војната во 2001 година, зашто сметам дека тоа беше една голема грешка, затоа и ќе биде една црна дамка во односите, во заздравувањето на односите меѓу македонците и албанците, а таа амнестија ги покри и случаите на киднапирани албанци на кои им се изгуби трагата за време на војната, цивили кои што немаа врска со војната. И вториот момент е крадењето. Мислам дека луѓето во ДУИ покажа дека она за што се вклучени во политиката не се нивните политички идеи и ставови, туку е можноста да се збогатат на криминален начин. И мислам дека сега не знам дали тоа е систем, дали тоа е замка на ВМРО на која овие падна, или ја мислам дека не е ни замка, овие сами тоа го посака, затоа што познајќи го калибарот на политичкиот, интелектуалниот и како сакат и човечкиот капацитет на луѓето кои што го водат ДУИ, мислам дека тие единствената причина зошто формира партија после војната е тоа, да дојдат до можност брзо да се збогатат, а врз основа, ако создавате вие таква материјална основа и да се наметнат во подолг период ке албанците како главна политичка партија која што ќе ги влече конците во тој блок. Меѓутоа, овие избори покажа дека ДУИ има направено погрешни проценки за тоа што албанците сериозно ги казнија, а мислам дека приказната за мислам дека албанците уште го немаат кажано последниот збор. Ако сега ДУИ прави коалиција со ВМРО, зашто ја лично се сомневам, затоа што за мене платформата, албанската платформа е алиби за Ахмети да не коалицира со Груевски, не за СДСМ, иако што во јавноста имаше такви погрешни. Не, за мене е алиби пред албанците дека утре да каже заедно ги договоривме овие работи и со Беса и со Мислам дека е повеќе алиби да му откаже соработка на Никола Груевски. Сега не велам дека ќе му оди лесно со СДСМ, меѓутоа очигледно Али Ахмети знае дека повторната коалиција со ВМРО ќе значи самоубиство за него и за неговата политичка партија. Што се има поделено и како беа поделени ресорите во делот на јавните предпријатија, дали постоеа фирми во тендерите кои беа омилени на одредени министри, кои беа скандалите што ги пратеа големите јавни предпријатија како што беа Македонски шуми, Македонија Пат и другите, пошти, секако и тоа го имаме, од прилогот на мојот колега Огнен Чанчаревиќ. Како што нашите партии работеа заедно, се повеќе ни стана јасно дека иако постојат разлики, има и заедничка основа.
Ние го делиме убедувањето дека деновите на големите влади завршија, а централизацијата и контролата од врвот надолу се покажаа како неуспех. Ние веруваме дека е дојдено времето власта и моќта да се дисперзираат и да се признае дека ќе напредуваме само ако им помогнеме на граѓаните да се здружат, за да го направат животот подобар. Ова е дел од историскиот договор за коалиција меѓу британските конзервативци и либерали, кој го потпишаа нивните лидери Камерун и Клек во 2010 година. Во Македонија, 10 години ВМРО ДПМН и ДУИ се во политички брак за кој е тешко да се најде дефиниција. Секој состав на владата излегува со програма за која ВМРО ДПМН вели дека е нивна, додека ДУИ тврди дека ги инкорпорирале сите своји цели и барања во неа. Затоа, во 2014 година, посебно даваа отчети за сработеното. Го истражувавме директорувањето во неколку јавни предпријатија и акционерски друштва, каде државата е доминантен собственик. Од моментот кога ја освоја власта, ВМРО ДПМН го освоја и ПУИК, Македонски шуми, ЕЛЕМ, МЕПСО и јавното предпријатие за државни патишта. ДУИ пак ги доби Македонска пошта и Македонија пат. Класичен пример за соживот и мултиетничко општество и влада се Македонски железници, кои откако се поделија на две предпријатија, транспорт и инфраструктура, добија директори од двете партии. Во овие државни фирми директорите се именуваат и поставуваат исклучиво по партиски клуч, без разлика на нивниот бекграунд и способност за менаџирање. Во сите овие фирми има вкупно 13.242 вработени. Овие фирми се база и прибежиште за заслужни поединци од двете партии или ним блиски партнери. Во тој сегмент тие воопшто не се загрижени колку ќе бидат компетентни тие кои ќе бидат вработени во одредени јавни предпријатија. Единствената цел е да вработат своји луѓе, своји партиски војници и после тие да ги користат нормално во одредени ситуации. Таков е примерот со Драгиша Милетич од Српската напредна странка во Македонија, кој по операцијата Печат беше вработен во ЕЛЕМ како координатор за проекти и маркетинг. Слушај, има некои вработувања тамо 12 и ти се имаш одбрано некои 9 кои што не се по препорака на партија. Добро. Па сега да те замолам ако може да овие партиски кадрова комисија да ти прати. Значи вака, ние направивме некои тестови, Мартин. Овие се многу клучни места, меѓу кои 20 се тие што треба да работат за нуклеарна програма. Ај, ти прими ги овие, па тие понатаму ќе видиме со нуклеарнава како шо. Ќе ти прати Гордана списоче едно сега. Овие предпријатија имаат годишен обрт од десетици милиони евра. Повеќето се профитабилни, но некои од нив и покрај мудриот избор на партиите за директор и кадар работат со големи загуби. Интересен е фактот што и покрај многуте скандали кои се случија во овие јавни предпријатија, никој не понесе никаква одговорност. Ревизорските извештаи укажуваа на сериозни наоди за незаконско трошење пари и индиции за криминал, но тоа мина неказнето. Пошта не ја наплати штетата за катастрофалниот пожар кој го предизвика внукот на тогашниот директор Алити. Во ревизорскиот извештај е посочено дека Пошта има загубена 2,2 милиони евра во грабежи и уште 400.000 евра во проневери, пред се поради слабата заштита и непридржувањето на прописите за финансиско работење. Платени биле половина милион евра за трошоци за гориво на службени возила, за кои ревизорите се убедени дека се користени во приватни цели. Повеќето од документите за сите сомнителни тендери беа уништени во пожарот. Јавното предпријатие за државни патишта е меѓу топ 5 државни фирми по остварен профит. Во 2015 година пријавиле добивка од 8,9 милиони евра. Меѓутоа, оваа фирма исто така е позната и по криминалниот начин за наплата на патарини. Во ревизорскиот извештај за 2016 година за ова јавно предпријатие има сериозни забелешки околу финансиското работење. Препораки на ревизорите. Не е воспоставен систем на контрола за следење на обврските по долгорочните заеми и кредити од меѓународните финансиски институции, а во сметковостената евиденција не е приложена комплетна документација за трансакциите. За побарувањата и обврските искажани во странска валута не се води девизно сметковоство, не се трансферирани средства на општините во цел износ. Кај инвестициите утврдени се неактивирани патни правци, пренесени салда непроменети од минати години, стопирани инвестиции, а во рамките на истите се евидентирани и се уште се водат општински патишта кои се завршени и се во употреба. Поделбата на бизнис интересите меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ не завршува тука. Истражувањето на само дел од јавните набавки покажува исто така владение на принципот братска делба на интересите. Во јавните предпријатија каде што раководат функционерите на ДУИ, сделките веројатно уште однапред се договорене да ги прават тие за нивни интереси, нивната партија, односно на кругот луѓето кои
кои се влезени во такви сделки. Истото го прават и овие од ВМРО ДПМНЕ. Печатливо е што во ресори раководени од министри албанци, во набавките доминираат компании зад кои стоја собственици од албанска етничка заедница. Дополнително, дојдовме и до податоци кои ја наметнуваат и дилемата дали одредени фирми имаат траекторија на поместување од ресор во ресор, како што се менували и министрите. Еден од таквите примери е компанијата НБ Компани. Го следевме нејзиниот пат во две министерства. Ја најдовме во 2014 година како партнер на Министерството за животна средина, кога таму беше министер Абдулаќи Мадеми. Добила тендер за изградба на водовод и канализација тежок 95 милиони денари. Случајно или не, кога Адеми од Министерството за животна средина се сели во Министерството за образование, НБ Компани добива два тендери во овој ресор за изградба на училишни сали тешки 42 милиони денари. Оваа фирма, регистрирана во Мала Речица, на само 100 метри од седиштето на ДУИ, ги има добиено и речиси половина од тендерите распишани од општина Тетово, која ја раководат градоначалници од ДУИ. Проектот Скопје 2014 понуди стотици докази за поврзаност на одредени компании со структурите на ВМРО ДПМНЕ. Бомбите што ги обелодени опозицијата пак открија и шеми како можат да се изиграат строгите правила на законот и процедурите за јавни набавки во корист на одредени фирми. Вчера се видов со Кратовчанецот. Со Кратовчанецот, од Кратов. Да, добро, јас. Се видов и со тебе? Да, беше кај мене, разговаравме, му дав. И се видов и со оној од Битола, што има кола Сеат Ибица, знаеш. Сеат Ибица. Да, добро. Се видов и двајцата. Ало? Да им помогнеш некако. Најбоље е ти тоа да го организираш, да е предвидливо. Они се вака збунети, не знаат што да прават. Мислам дека треба со нив да се видиш и да ја организираш работата и да се сите задоволни. Оти Кратовчанецот знае зашто не е многу битен. Да, јасно ми е тоа. И тука нема ова или она друго. Така, мене ми јави дека овој тоа го до иде даје, така, ради тоа. Така. Со него немаме друг муабет. Така, страшно дошол. Другиот исто имаме одлична соработка со него и не е добро да го исфрлиме сега. Добро. Овој соковата што е. Така, да. Ова беше анализата на Огнен Чанчаревиќ и истрагата како одредени фирми се селат според тоа кој министер каде оди, во кој ресор, меѓутоа и разговорите кои покажуваат како биле некои од фирмите местени. Таа се прашање за вас и ваша специјалност околу сето ова што го видовме и дали сметате дека токму ова и овој систем не може да го разбијат и да го напуштат граден со години ВМРО ДПМНЕ и ДУИ. Има разни примери од пошта до Агенцијата за патишта, до она што се случувало во други предпријатија преку тендерите и вработувањата на експерти за нуклеарки по партиски клучи. Да, имаме... На што алудирате? Многу јасен пример и за Телекомот, каде што во транскриптите од случајот кој што е воден во Америка, прочитавме дека покрај тоа што требало да се да се дадат пари на владеачката македонска партија, односно на министерот во тоа време, побарал и коалициониот партнер да добие исто толков дел. Значи, тие и самите барале, тие знаеле што се случува и не сакале да бидат оставени на страна. И имаме многу такви примери каде што се извлекувани пари од буџетот, се трошени пари за тендери, кои што се несразмерни според потребата и се извлекувани повеќе пари или се надпишувани фактурите од она што навистина чинат тие објекти. И сето тоа се средства и пари кои што се слевале на сметките на партиите или на сметките на поединци. Затоа они се заинтересирани сега да останат на власт, за да можат и понатаму да ги контролираат институциите кои што, доколку би можеле да функционираат како што треба согласно законите, секако дека треба да фатат да се занимаваат прво со овие типови на договори, сделки, да се зафатат нормално и реално да ја проверат имотната состојба на функционерите.
нормално и реално да ја проверат имотната состојба на политичката партија која што е најбогата политичка партија во Европа. Значи, ако не функционираат институциите, ние со сето ова ќе се занимаваме од поинаков аспект, а не да анализираме дека тоа е нешто што ја држи оваа коалиција. Не, очигледно само СЈО почна да се занимава апропо бомбите. До сега немаше никакви истраги за голем дел од ова. Другите институции целосно видовме и од овие разговори, дека беа целосно под контрола заради начинот на кој што се бира, заради начинот на кој што се поставуваа луѓето во тие институции, тие едноставно не ја работеа работата за која беа поставени, заради начинот на кој што функционира оваа власт. И претходно слушнавме поставување на луѓе, клиентелизмот, кронизмот, непотизмот, само луѓе кои што ќе бидат поврзани, луѓе кои што ќе бидат послушни и луѓе кои што ќе бидат подчинети и ќе прават онака како што ќе им се каже, а тоа е најтешкиот облик и најсериозниот облик на корупција. Ти имаш заплата од 250 евра, ги држиш луѓето под целосна контрола. Само што допрва треба гласачите да сватат дека тоа е корупција и дека треба да се казнува таквото однесување. Насер, пред неколку минути стигна соопштение, имало средба Груевски и Ахмети и двете партии го испратили истото соопштение. Представителите на ДУИ и на ВМРО дека се сретнале. На средбата велат акцентот во разговорите бил ставен на две точки: анализа на резултатите од изборите одржани на 11 декември, кои биле оценети како слободни, фер и демократски, и анализа на актуелната политичка состојба. 20 лидери размениле мислење за актуелната политичка ситуација по изборите и за престојните предизвици на тој правец. Соопштение ништо не кажува, меѓутоа дали се уште останувате на ставот дека тешко ќе направат коалиција, затоа што видите и ВМРО, ДПМН и ДУИ ќе постојат како партии. Прашање дали ќе постојат ешалоните кои што раководеле со проблем со ВМРО, ДПМН како партија, таа ќе постои понатака, меѓутоа со ВМРО со вакво раководство кое што е сериозно осумничено за тешки дела, мислам дека тие луѓе пред се товар за таа партија. А посебно што на некој начин не го комплицираат животот и на нас останатите. Мислам дека најдобрата опција во овој момент, најпозитивниот развој на настаните би било албанските партии да коалицираат со СДСМ. Меѓутоа, знаете како, ако СДСМ сериозно сака да ги придобие албанските партии, таа не може да формира влада со нив ако има и слични ставови како ВМРО. Таа мора сериозно да седне и да анализира таа политичка платформа на албанците и да види што е она што реално е остварливо, а што е она што поради состојбата во собранието, комбинаториката, односите на силите во собрание не. Меѓутоа, СДСМ, ако СДСМ излезе со став дека и таа исто како ВМРО е против официализирање на албанскиот јазик, сигурно дека шансите да коалицираат ќе биде. Меѓутоа, значи ли и договор дека ќе се прости криминалот на одредени структури во ДУИ? Ако веќе коалицираат со СДСМ? Тоа зависи од СДСМ. Ја мислам дека ДУИ во тие разговори нема да има позиција да бара амнестија за нивните кадри кои што се инволвирани во корупција заедно со функционери на ВМРО кои би требало да одговарат. Не може луѓето кои што се инволвирани во криминал на ВМРО да одговарат, а ДУИ да не одговара. Мислам дека таква гаранција СДСМ не може и не смее да даде. Меѓутоа, ја затоа ви велам, СДСМ може да и помогне на Ахмети во одлуката со кого ќе коалицира. И ја немам дилема. Ако Ахмети коалицира со ВМРО, тоа ќе биде крај на неговата политичка кариера, срамно ќе замине од политичката сцена на Македонија. На локалните избори од тие 20 колку општини каде што албанците се мнозинство, ја ви тврдам дека ќе ги добијат БЕСА и Алијансата ако се паметни да коалицираат, затоа што вие видовте што испуштија тие две партии. Кога би биле заедно, Али Ахмети ки имаше после овие избори 5 пратеници. Нивната неукост, нивниот не знам како може да... би малце себичност. Себично, мислам, тие политички фигури кои видите кога ќе се вклучите во политичката политичкиот живот,
не можете вие и наетите од дома да ги внесете во политиката. Тие мора да покажаат поголема флексибилност, поголем сен за компромиси, за повисоки интереси, а поголем интерес од пензионирањето на Мендутачи и Али Ахмети за албанците, но и за Македонија немаше. Меѓутоа тие луѓе одлучија така како што одлучија, еве имаат поправен испит за локалните избори. Има уште една варијанта, таа е третата варијанта, која што веројатно таа варијанта најмногу ме плаши, да направат голема коалиција и таа голема коалиција нема да направи ништо. И таа Добро, таа не може ни да издржи многу. Коалиција ќе има знаете како, мене тоа ме плаши дека СДС како на СДСМ таа варијанта најмногу и одговара. Добро, затоа што не сака тоа алиби за ВМРО, само ќе го спаси ВМРО во однос на Па, знаете како, нема да ги расчисти работите. Јас не велам дека новата влада треба да се однесува, не знам, да се пресметува со ВМРО. Но со врвот на ВМРО, со 10, 15, 20 луѓе за кои има сериозни индици дека се вклучени во противзаконски активности, мора тие да одговарат тие луѓе. ВМРО, тоа за минувањето во опозиција на ВМРО, ја ви тврдам дека тоа повеќе ќе одговара на здравјето на таа партија, затоа што ќе им дава можност да се преиспита што направивме, да направат сериозна анализа. Зошто се доведовме до оваа ситуација? Добро, очигледно свеста во македонските партии не е толку голема за да се преиспитува до сегашните има еден човек кој што може да го амнестира Груевски од неговата политичка одговорност. Тоа е заедно. Тоа не сме да го направи. Слажана, еве дискутиравме со Насер во однос на политиката. Меѓутоа, која и коалиција да се направи, секогаш се поставува прашањето пред кого тие ќе одговараат заради тоа што институциите се заробени. Ние и уште еден прилог имаме кај што гледаме еве кога падна снегот, граѓаните патеа заради тоа. Значи не функционира предпријатието, не функционира фирмата на штета на граѓаните. Значи очигледни се скандаливе, грешките, криминалот, парите ги следини и се, меѓутоа пред никого не одговараат. И ако навистина дури да се продолжи мандатот на специјалното јавно обвинителство, некој суд тоа треба да го пресуди, да ја пресуди казната, а тоа не се случува. Значи, она што според мене е најзначајно после овие избори е дека се сруши тоталитаризмот. Ние немаме сега партија која што има апсолутна власт. Немаме султан на чело на државата кој што контролира се. Затоа имаме сега дебати на тема кој ќе прави влада и како ќе прави, што се влоговите во таа влада. Значи, тука таа кула е разнишана. И затоа и надежта дека во иднина оваа влада, ако се направи коалиција меѓу ВМРО и ДУИ, таа коалиција ќе обстои само за да се сочуваат врхушките на тие партии од гонење, од водење на постапки, за да можат тие да се извлечат не знам како, затоа што и таа коалиција, и ние ќе имаме и нови избори, ќе има и локални избори, и не очекувам дека ова и да се создаде таква коалиција, дека тоа нешто многу ќе трае. Без оглед кој ќе дојде на власт, ние имаме овој систем, тоталитаризмот е разнишен, заробената држава се уште постои, затоа што се уште има луѓе таму кои што седат и молчат и се плашат и чекаат да видат што ќе се случи. Дали овие повторно ќе дојдат на власт и тогаш они ќе си продолжат како и до сега, или нешто ќе се смени во власта и тогаш сите ќе чекат малце послободно да дишат и да можат да си ја работат својата работа. Тие институции кои што постојат, ние немаме друг начин, ние мораме сите постапки да ги водиме преку институциите и тие се нашите институции. Бевме сведоци на некои од внатре случувања во тие институции, нели? Несогласување со начинот на кој што се водат постапките кои се водат таму, значи состојбата не е иста како што беше пред изборите и очекувам дека ќе ни се случи понатаму полека еден позитивен тренд или промена во насока на тоа да институциите ќе почнат да работат. Не сум толку оптимиста да мислам дека тоа ќе се случи утре. За ова ќе треба време и години, но најважно е дека имаме пократени. Почеток на процес. Битно е да се направи прекин
на тој систем. Да се исклучи тој систем од имаме струја. пукнатина И ви тврдам дека тој систем за 3 месеци ќе падне како кула од карти. Она што има многу луѓе во Македонија кои што велат дека ако СДСМ прави коалиција со албанците, ВМРО ќе излезе на улица, ќе прави проблем. Па мислам, не е страшно луѓето да излезат на улица, па ние шарената револуција 2 години прави протести, што е проблем да се направат. Мислам дека се преувеличува таа опасност од дестабилизација. Прашањето е, пак ви повторам, прашањето дали, знам дека не е лесно на СДСМ, меѓутоа, нели тврдат дека се државотворна партија. Сега е моментот кога треба да го повлечат потегот и да го некако да дадат нов тек на развојот на настаните во Македонија, да ја излечат Македонија од таа кал во која е падната. Оно што имам должност кон гледачите да го завршам од минатата емисија е истрагата што ја водевме за Македонија пат. Таа приказна има продолжение затоа што истрагата на Билјана Николовска не остана таму само од минатата недела, туку има и други сознанија околу тоа на границата на криминал или организиран криминал и каде се пропустите на оваа фирма и кон за што се треба да одговара, па да го видиме тој прилог. Вака најчесто изгледаат објавите на електронскиот систем за јавни набавки кога Македонија пат бара фирми на тендер. Речиси на сите има само еден учесник, поредко има по двајца, а вистинска среќа е ако најдете тендер со повеќе понуди. Топ тема на ваша страна истражуваше зошто компаниите немаат понуди до Македонија пат. Дали предпријатието ги штима одредбите на тендерите за да се јават што е можно помалку понудувачи? Зошто се едни исти фирми ги добиваат големите бизниси? Македонија пат е прва на листата државни фирми, должници кај извршителите. Ова за некои е обична информација, но добро информирани извори ја толкуваат поинаку. Една од главните причини поради кои најголем дел од компаниите не сакаат соработка со Македонија пат е токму тоа што никогаш нема да си ги наплатат побарувањата. Пари земаат само оние кои се умилени и по мерка на предпријатието, велат изворите. Начинот за да се дојде до еден понудувач е едноставен. Еве еден едноставен пример. Број на понуди 3. Фирма 1, фирма 2 и фирма 3. Добива фирма 2, од тие има најповолната понуда и ги исполнува одредбите од тендерот. Работата е завршена, исплата од Македонија пат нема. Фирмата 2 никогаш повеќе не учествува на тендери на јавното предпријатие. Пораката е испратена и до останатите понудувачи. Но кој го толерира ова предпријатие? Зошто законите не важат за него? Комората на извршители е организацијата која е добро запознаена со проблемот со ненаплата на пари од Македонија пат. Листата на доверители е огромна, сумата надминува милион евра, натрупана е со години наназад. Застој има последните години неколку. Застојот трае веќе неколку години. Значи на почетокот 2010-11 одеше бавно со чекање и бавно и на крај застана еве 100 години стабилно нема проблем. Сега на пример кога имаме предмет со Македонија пат, воопшто не мислиме дали ќе дадат пари. Знаеме нема пари. За да се стигне до оваа ситуација, спорна е една одлука на судовите. Таа гласи вака: за да може да функционира јавното предпријатие, сметката не смее да се блокира. Судовите носат компромисно решение што во пракса се покажува дека не е решение. И со своето решение става праг на сума, вели, сите пари на сметката на ЕПА Македонија пат што се над 500.000 денара, нека се делат како што е редицата во банка стајано. И после тоа неколку пати го зголемија, го повисија тој праг, не знам точно сега колку е, мислам дека е негде околу 1,2 милиона и не е важно. Он знае колкав му е прагот, да речеме 1 милион денара. Цело време приливите од државни патишта ќе ги штелува, ќе ги направи по 900.000 да му се. Топ тема на ваша страна разговараше со газди на неколку фирми кои порано сработувале со Македонија пат, ама биле извисени. Јавно не сакаат да зборуваат, ама потврдуваат дека никогаш повеќе не би се пријавиле на оглас распишан од фирмата. Оти ризикот е голем, повторно да не си ја наплатат работата. Активирање на банкарска гаранција и издавање негативна референца. Ова го пишува во сите тендери како начин за предпријатието да се заштитат од можни неисполнувања на договорите. Но токму со ова се соочиле дел од фирмите кои дале најдобра понуда на тендер на Македонија пат, ама се сомневаат дека одредбата е злоупотребена, оти не биле во милост на предпријатието. Еден од собствениците не се охрабри да говори пред камера, ама ни раскажа дел од неговото искуство.
Пред 1,5 година на оглас за јавна набавка бевме избраната фирма со најповолна понуда, но кога требаше да ја реализираме, добивме допис од Македонија Пат кој бараше да ја завршиме работата на начин што е спротивен на законот по кој работиме. И покрај тоа што му кажавме на предпријатието, таму беа упорни. Се обративме кај министерствата и кај комисиите, но ни одговорија дека се ненадлежни да ни го решат проблемот. Бидејќи одбивме да го исполниме договорот, Македонија Пат ја активираше банкарската гаранција со која учествувавме на огласот. Но уште пострашно за нашата фирма е што со ова се активира и негативната референца. Тоа значи блокада за учество на тендери 1 година, што предизвика огромна штета на нашата фирма. Поради лошото искуство повеќе никогаш не би учествувал на тендер на ова предпријатие. После минатонеделната емисија на Топ тема на ваша страна посветена на чистењето на снегот, во редакцијата пристигна допис во кој добро информирани вработени во предпријатието тврдат дека секогаш кога има потреба на помош интервенира извесен командант Кобра. Тврдат дека се работи за близок човек на директорот Гајур Кадрију, кој не е постојано вработен во предпријатието, туку преку агенција за привремени вработувања. Ангажиран е како правен советник, но вработените тврдат дека има друга задача, поврзана со изборот на фирми. И тој како и директорот е од редовите на ДУИ. Денеска Кадрију не сакаше да говори пред камера за неговиот правен советник. Нема такво нешто. Кој ви го кажал ова? По предпријатието има 824 вработени и не сакам да разговарам по телефон. Сега сум зафатен, но во некој од наредните денови би можело да се видиме и да поразговараме на сите теми кои ве интересираат. Топ тема на ваша страна веќе ги објави имињата на фирмите кои што секоја година го расчистуваат снегот заедно со Македонија Пат. Нив им се исплаќаат милиони суми евра, но ова се понуди кои што речиси да немаат конкуренција на тендерите. Но тие се само една од далките во синџирот кои што учествуваат во расчистувањето на снегот по македонските коловози. Кием е фирмата од која со години намазат Македонија Пат набавува сол за растопување на снегот. Според податоците од Бирото за јавни набавки, во 2014 година таа го добила тендерот вреден 830.000 евра за 8.000 тони сол. Во 2015 на Македонија Пат и требале 7.000 тони сол и добила една понуда, повторно од Кием, вредна 840.000 евра. На последниот оглас за сол во 2016 на предпријатието му требале 9.000 тони сол. И овој пат името на фирмата е исто, сумата различна и најголема – 1.100.000 евра. Според информациите на пазарите во Албанија и Грција, од каде најчесто се набавува солта, незината пазарна цена се движи околу 30 евра за тон. Телма дојде до понуда од фирма која се занимава со продажба на индустријска сол. Белата е 33 евра по тон, полубелата 29. Превозот не е вклучен во цената, ама велат дека чини исто толку, околу 30 евра за тон. Ако се пресмета ова, тон индустријска сол со превоз би чинало околу 65 евра. Но оваа сума не се совпаѓа со онаа по која Македонија Пат ја набавила од фирмата Кием. Математиката е ваква. Ако се поделат 1.100.000 евра за 9.000 тони сол, излегува дека предпријатието ја купува двојно поскапо, за 120 евра по тон. Според документите од Централниот регистар, фирмата Кием, која е долгогодишен соработник на тендерите, е основана со влог од 5.400 евра. Регистрирана е во Скопје и нејзина основна дејност е трговија со горива и слични производи. Собственик и управител на фирмата е Јован Марич, но не успеавме да го добиеме за да го прашаме зошто е толку голема цената на солта. Ова е ревизорскиот извештај за Македонија Пат, во кој ревизорите нашле низа забелешки за финансиското работење на ова предпријатие. Од тоа дека фаворизира одредени фирми на тендерите, преку тоа дека им ја бара нивната финансиска и економска состојба што е спротивно на законот, па се до тоа дека јавно не се објавуваат огласите. И покрај ваквата состојба, ниту една институција не го истражува случајот Македонија Пат. И пред да го направиме заклучокот со моите гости, да видиме што граѓаните пишуваа на нашиот блог во однос на темата за вечерва. Поделени, вака може да се оценат коментарите на социјалните медиуми за можноста за ВМРО ДПМН и ДУИ да формираат нова владина коалиција. Постовите на Facebook и на Twitter, откако ВМРО ДПМН го доби мандатот и најави дека ќе преговара со ДУИ за нова коалиција, се движат од отворена поддршка за двете партии како победнички на последните избори во двата етнички блока за формирање на влада, па се до барање тие да се повлечат и да ја остават простор на опозицијата да формира влада.
На социјалните мрежи преговорите меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ изминативе денови се оценуваат и како веќе завршена работа. Така Драги Илиевски напиша дека тие не преговараат, туку е се веќе договорено, додека Харун Ватич вели: се спасивме од поплави, земјотрес и пожари, ама од овие двајца тешко. На прашањето на топ тема на ваша страна дали натегањето меѓу двете партии изминатава недела преговараме па не преговараме, па пак преговараме е реално или само маска за веќе договорена работа, Саше Мерџановски напиша дека не треба да се има доберба на кавгите што ги прават меѓу себе, поучени од нивното заедничко минато интересот кој го имаат. Единствен проблем со кој би се соочил изборот на влада која би се договорила е моментот на гласање во собранието, бидејќи се шпекулира со негодување од поедини пратеници од ДУИ. Не верувам дека таа влада би ризикувала да не биде изгласана во последен момент, што би представувало преседан, а воедно и бламажа, е ставот на Мерџановски. Топ тема на ваша страна побере коментар од граѓаните за тоа што мислат на што се засноваше досегашната коалиција меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, на политички или на бизнис интереси. Твитерџијата Боја Нова напиша: не дека немаше политички, но бизнис интересите владеат. Никнеймот 5IH4D19 пак употреби неколку збора за да ја опише коалицијата ВМРО, ДПМН и ДУИ: клиентелизам, протекционизам, поделба на моќта, карактерот на Сашо и Муса. За тоа дали двете партии ќе се држат до своите политички платформи и позиции во преговорите или ветувањата дадени на гласачите ќе се заборават пред други интереси, Зоe Гасто на нашиот Facebook профил коментираше: друг интерес освен криминално здружување во општа плячка на државата немаат. На Твитер и Фейсбук не недостигаат и коментари околу темите за што ќе преговараат двете партии за ново владино коалицирање. Дуи барај се што сакаш, патриотот се ќе ти даде, само сеја од него барај тоа нема да го добиеш, напиша Младен Марковиќ. Петар Шишко пак смета дека во преговорите нема да стане збор за двојазичност. Не си ласкајте кој ви бара двојазичност, тоа се политички игри на мафијата, коментираше тој. Коментарот пак на Бесим Неими е дека двете партии ќе попуштат заедно коалицирале и заедно се во криминални дејствија. Никнеймот 5IH4D19 на Твитер профилот на топ тема на ваша страна праша: дали ВМРО, ДПМН ќе го услови ДУИ со нов закон за лична карта за регулирање на живеалиштата на 291.000 иселени граѓани. Од коментарите на социјалните мрежи може да се констатира дека коалицирањето ВМРО, ДПМН и ДУИ е тема која ги разгорува страстите и во двата табора, и за и против, и оти со сигурност ќе земе замав идната недела кога и официјално треба да почнат преговорите меѓу двете партии. И за крај имам само кусок конкретно прашање: Тасева, ќе имаме ли нова влада идната недела? Што мислите? Кога се во прашање ДУИ и ВМРО, ништо не треба да не изненади, така да не е исклучено дека ќе се договорат. Премногу е голем влогот. Насер, ти беше скептик од старт. Ја останувам на ставот дека коалиција ВМРО ДУИ нема да има. Она што може да се случи во наредниот период е да ја развлеча дискусијата недела, 2-3. Дури мислам дека председателот може да направи уште една физкултура, да му даде мандат. На некој друг од ВМРО. Мислам дека тоа е веќе поверојатна можност. Ја не верувам, искрено не верувам, поради многу причини Никола Груевски да биде премиер на Македонија. Ви благодарам и на двајцата во оваа комбинација на политика и разговори за криминал, тендери и слично. Жал ми е што не можевме подетално, можеби да ги обработиме темите кои ги имаме истрагите во прилозите, но ќе имаме и понатаму прилика, ние сме за тоа да истражуваме. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телма. Следува на иста тема и слична криминал Пабло Ескобар и што се случуваше во Колумбија во негово време. Благодарам.